Среќата се враќа. Ова е уште една народна приказна од збирката на Марко Цепенков. Си живеел во едно село еден чорбаџија со жена си и два мали сина. Имал многу имот, земја, воденици, овци, коњи, крави. Имал убава куќа и среќно и убаво живеел со своето семејство. Еден ден насон му се јавил еден човек и му рекол: во животот твој имаш една сиромаштија, толку голема што ја нема на светот. Дали сакаш да ти се случи на младост или на старост? Човекот многу се исплашил и не смел да рече ништо. Откако истиот сон му се повторил неколку пати, тој и кажал на жена си. Жена му била паметна и мудра жена и веднаш му рекла: ако мораме да тргаме сиромаштија, подобро да ја тргаме на младост отколку на старост. Сега сме силни и можеме да работиме. Како да е, ќе заработиме за храна. Така чорбаџијата му рекол на човекот кога пак му дошол насон. Од тој ден чорбаџијата почнал да го губи имотот. Ништо не му одел. Му умреле овците, му изгорела шталата, нивите не дале род. Најпосле морал да ја даде и куќата. Тогаш решиле со жената да одат во градот да бараат работа. На патот ги фатила ноќ, па морале да преноќат во еден ан. Додека вечерале, дошол еден трговец и се загледал во жената. Му се допаднала и ноќта ја зел. Ја качил на конјот и ја однел. Утрото чорбаџијата немал што да прави. Си ги зел двете мали деца и го продолжил патот. Пред градот требало да помине преку една голема река. Таман биле на средината, почнало да врне и помалото дете му го однела водата. Другото го оставил на брегот и отишол да го бара однесеното дете, но не го нашол. А кога се вратил, и второто го немало. Така морал сам и тажен да го продолжи патот. Нашол работа во едно село блиску до главниот град. Така поминале 17 години. Тогаш умрел царот и немало кој да го наследи. Министрите се карале кој да биде цар и бидејќи не можеле да се договорат, најпосле решиле да биде цар оној што прв ке влезе во градот следниот ден. Утредента тргнал поранешниот чорбаџија рано наутро да бара работа во градот. Го фатиле стражарите и го однеле во царската палата да биде цар. Сега требало сите закони да ги менуваат и министрите да седат и дење и ноќе во палатата. Главниот министар таму бил трговецот што му ја украл жената на чорбаџијата. Тој сакал царот да испрати двајца стражари да му ја чуваат жената. И така, цело време две момчиња седеле пред куќата на трговецот. Тие почнале да зборуваат за себе. Едното раскажувало: татко ми го изгуби богатството и моравме да си одиме од селото. На патот во еден ан некој ни ја украде мајка ми, а помалиот брат го однесе реката. Татко ми отиде да го бара брат ми и мене ме остави сам. Тогаш дојде еден волк, ама по него одеа овчарите
и тие ме спасија и ме однесоа во селото. Другото го гледало изненадено. Знаеш дека истото се случи со моето семејство. Мене реката ме однесе, ама подолу ме фати еден воденичар и ме спаси. Тој ме чуваше и кога пораснав ме прати во царската гарда. Господјата ги слушала од балконот и ги викнала горе. Таа им кажала дека е мајка им. Кога ги видел стражарите со господјата, командирот ги зел тројцата и ги одвел кај царот. Тие му раскажале се и тој бил многу изненаден. Најпосле го нашол своето семејство и така си живееле среќно и во благосостојба до крајот на животот.